со Тина Дамјановска. Марија ќе сподели корисни информации за тоа како да се заштитиме и од дигиталниот стрес и од лошите мисли. Ќе се служиш, Марко, и ти дека по социјалните мрежи буквално може да се прочита се и се што и оттаму да се процесираат нови негативни мисли во главите на многумина, па ете со психолог Тина ќе се споделат и некои други корисни совети. Марија? Добро утро уште еднаш од екипата на Телма. Повели. Добро утро повторно до вас. Токму така во ова вклучување на лице место ќе говориме нешто повеќе за тоа како постојаната изложеност на екраните влие врз нашето ментално здравје со оглед на тоа дека новата дигитална новите дигитални уреди, технологијата исто така влие и има големо влијание врз нас. На некој начин сме и зависни од неа, најмногу помладата популација, па токму по тој повод решивме да направиме едно вклучување и да кажеме како всушност таа изложеност има директно влијание врз нашето ментално здравје. Ово утро на лице место сме заедно со мојата денешна гостинка, психолог Тина Дамјановска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. На самиот почеток ќе прашам со оглед на тоа дека генерално сите сме зависници од социјалните мрежи, од новата технологија, од нашите телефони. Како тоа има влијание врз нашето ментално здравје? Пред се да кажеме, ако можеме да сумираме некако дека влијанието е пред се негативно доколку прекомерно ги користиме уредите, социјалните мрежи, всушност како и се што е прекомерно, нели, како викаме, не е добро. Во однос на тоа како влие, за да можеме да разбереме, пред се треба да знаеме дека личноста има еден така широк, има повеќе аспекти кои што се опфатени од целото ова. Не можеме да ги одвоиме психичкото од физичкото, така и овие аспекти се многу важни да ги продискутираме. Пред се, ако ги на некој начин поделиме и размислиме, ќе видиме дека доколку зборуваме за когнитивниот аспект на личноста, тогаш ќе видиме дека постојат веќе истражувања кои што покажуваат, ова зборувам на светско ниво, на глобално ниво, дека нивото односно коефициентот на интелигенција опаѓа во последните 15 години. Тоа е навистина загрижувачки. Можеме да го врземе со повеќе нешта, секако не е еднофакторијална целата оваа ситуација, меѓутоа најголемиот дел се смета дека и под директно влијание на користење на социјалните мрежи и една затапеност когнитивна, која што мислам дека веќе ја приметуваме, нели, во секојдневието. Вториот аспект на кој што исто така влие доста е емотивниот, бидејќи ние редовно сме сведоци на голема дискрепанца помеѓу она каква е реалноста на нашите животи и како ние се представуваме на социјалните мрежи, и кога тоа ќе го видиме, ќе се споредиме, не знам кој може би повеќе затегнат, може овој филтер, може оној филтер и не знам уште што, најверојатно ќе имаме едно непријатно чувство, иако може би некаде длабоко во нас знаеме дека нели едно е реалноста, едно е виртуелноста, но сепак тоа влие на нас. Дури да не се споредуваме со други луѓе, дури да она што ние го постираме, знаеме дека можеби ево расчекор со она како е нашиот реален живот, целокупен живот, а не само она мала сликичка која што некаде таму трепка, нели? Тогаш исто така се зголемува чувството на депресивност, на анксиозност, на незадоволство генерално и така натака. Ако го опфатиме оној духовен аспект на личноста, кој што исто така треба да се спомне и е многу значаен, ќе видиме дека ние живееме во инстант време. Би рекла дека сме сите ние некоја инстант генерација, трпението ни е многу ниско, немаме многу време, сходно на тоа не практикуваме ни духовни практики, не практикуваме, не знам, можеби употреба на медитација, користење на молитва во секојдневниот живот и така натака и така натака. Целиот тој аспект е како закржлавен. И ако одиме со последниот физичкиот аспект, ќе видиме дека практично еве можете со било кој специјалист да поразговарате и да видите дека тоа делува на нашето тело, на нашиот организам на различни начини. Доволно е да земете да поразговарате со офталмолозите и ќе ви кажат, не знам, синдром на суво око, едно друго, значи црвенило, трепкање, односно сушење на окото и така натака, или пак и замагленост во видот, или пак да поразговарате со физијатри и така натака, ќе ви кажат дека има одредени искривувања, зголемена телесна тежина заради неактивноста
и така натака и така натака. Значи ако све ово го сумираме ќе видиме дека ефектите на прекомерното користење се негативни. Така, има негативни последици и од физички и од психолошки аспект, но дали има различно влијание кај различни старосни групи? Одлично прашање, Марија. Ова е навистина важно да сите го слушнеме и разбереме, бидејќи се почесто гледаме во дневната пракса, значи во секојдневието гледаме деца кои што се изложени од најмала возраст на разноразни екрани, гаджети и така натака. И тоа ќе го видите, нели? Еве, да седи мирно, па да му дадам таблет, да му дадам екран, да му дадам телефон, во чекална, во било што. И со тоа што правиме? Практично го рушиме трпението кај децата. Значи, на некој начин ги правиме уште од најмала возраст зависни со сето тоа. И можам слободно да кажам дека тие се најсензитивната категорија, бидејќи се засегнати од ова од самиот старт. Значи, родени се во оваа ера на технологија и на гаджети, телефони, таблети и така натака. И ако го земеме сето тоа во предвид, ќе видиме дека на тој начин им оневозможуваме на децата да ги развијат своите природни интереси, да го развијат својот капацитет, различни ментални капацитети. Не знам, се повеќе имаме податоци дека како се вели, бројот на зборови, кои што фондот на зборови со кои што едно дете располага на оваа возраст е далеку помал од децата со кои што, нели, ако ги споредиме со некоја претходна година. Така што и секако на мотивацијата, на многу различни аспекти. Доколку е возможно, апсолутно би требало да се забрани користење на социјални мрежи, на електронски уреди во најмала возраст, предшколска возраст. Апсолутно. Или барем да се ограничи, ако тоа е некој став на родителите и така натака, па со текот на времето да се има контрола врз содржината која што децата ја гледаат, ја примаат, ја земаат, од и таа содржина не секогаш е, како што нели разговаравме, веќе корисна и така натака, и влијае на развојот на личноста. Значи, детето е една сензитивна структура во сам развој. Ако ние тоа го засечеме на некаков начин или го усмериме онаму каде што не треба, тогаш ефектите би биле навистина едноставно би биле големи и би биле негативни во секој случај. Како би влијаело и на другите, да речеме, старосни групи? Апсолутно има влијание и на средната возраст. Еве, да речеме, кај нас влијае затоа што имаме паралелни на некој начин живот, имаме еден виртуелен, еден реален, па нели колку има расчекор во сето тоа, она што веќе го зборнавме, а како влијае и на постарата генерација? Апсолутно влијае на многу начини. Би требало веројатно да многу зборуваме на таа тема, меѓутоа на кратко влијае со тоа што пред се имате присутни физички, да речеме, баби и дедовци, меѓутоа емоционално и психолошки отсутни, затоа што веќе сега тоа е модерно и веќе дури нели најстарата генерација има разни социјални мрежи, па тоа е нели јас викам најсилната активност на прстот и така натака, така што апсолутно влијае. И дополнително што се изложени заради своето нели неумење и недоволно познавање, неискуство, се таргет на разни малверзации, не знам, еве слушаме дека се искористиле некакви лични податоци, се јавиле, кажале, значи една неинформираност доволна која што ги прави наивни за користење во најголемиот дел на социјалните мрежи. Пред самиот крај ќе прашам уште едно прашање, ја напоменавте содржината. Со оглед на тоа дека се случи трагедија во Кучани која не повреди сите нас, целокупно како држава, како во такви моменти да ги селектираме тие лоши вести? Се објавува се што да, ние не можеме да ги избегнеме лошите вести, но колку толку, бидејќи секој објавува, секој шири дезинформации, пишува нешто кое што не е потребно и не треба, како да се заштитиме од? Или пак можеби и не е точно. Не понекогаш, него доста често се шират и невистини, неточни информации кои што прават голема конфузија во општото, во јавното мислење, да речам. И апсолутно сте во право кога викате дека влијае негативно, апсолутно влијае. Ние пред се би сакала, пред да почнеме да зборуваме на оваа тема, да изразам како човек, пред се како мајка, како родител, големо сочувство до сите настрадани. Ова е една тешка трагедија која што допрва ќе ги гледаме ефектите на истата.
скоро е невозможно да човек остане имун, непипнат од таква вест. Е сега она кое што го прашувате практично е како да ние се абстрахираме од се она што е невистина, од се она што е помпезни наслови, нели медиумите тоа често знаат да го направат да се за да ни се закачи окото некаде и така натака, а тоа е како да одново ги преживуваме сите нешта. И замислете сега и овие родители кои што ги имаат социјалните мрежи да одново читаат и да можеби дел од тие информации невистини, нели? Тоа секако не влијае добро. На кој начин можеме да се абстрахираме? Можеме да се насочиме, да се наслониме, односно да се подпреме на медиум кој што ни е од доверба, релевантен медиум, и да се раководиме и да ги гледаме, да ги примаме информациите од таму, проверени, точни и така натака. Исто така да го ограничиме времето кое што го имаме пред екраните. Знаете, често вестите ќе се повторуваат. Си иземам од оваа ситуација, зборувам за било која ситуација. Значи, се повторуваат и доаѓа до еден дигитален замор, кој што практично дава многу баш онака палета на симптоми за кои што исто така можеме да поразговараме во некоја прилика. И потребно е да се направи тој дигитален детокс. Значи да се малку абстрахираме од целата ситуација, особено доколку видиме дека тоа ни пречи. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина за овие корисни информации. Благодарам на поканата, се гледаме повторно. Се надевам дека сите информации кои што ги кажавме во ова вклучување беа од корист, имено говоревме за негативните последици кои што се јавуваат како резултат на константната изложеност на екраните и исто така на новата модерна технологија.